Механизмите за безбедност на Инстаграм, кои Мета ги представи како мерки за заштита на младите корисници, не функционираат како што е најавено, покажува извештај на групи за заштита на деца. Од 47 тестирани алатки, само 8 биле целосно ефикасни, додека останатите биле нефункционални, несовршени или повеќе не постојат. Извештајот е изработен од групи основани од родители на деца што починале поради штетна содржина на платформите на Мета, вклучувајќи ја и фондацијата Моли Роуз и организацијата Родители за безбедни онлайн простори. Според нив, филтрите за малтретирање и заштита од содржини поврзани со самоповредување не реагирале ни на експлицитни тригери. Мета ги негира дел од заклучоците. Портпаролот Енди Стоун изјави дека извештајот е опасно погрешен и дека компанијата продолжува да работи на подобрување на безбедносните алатки, иако ја отфрли критиката како неконструктивна. Виртуелната eSIM технологија постепено ги заменува традиционалните SIM картички, овозможувајќи промена на оператор со едноставно скенирање на QR код. Apple и Google веќе лансираа уреди без физички слот, а се предвидува до 2030 година 75% од корисниците да користат eSIM. Бројот на компатибилни уреди се очекува да порасне од 1,3 на над 3 милиарди до крајот на деценијата. Технологијата отвора простор за нови играчи, особено во меѓународниот роаминг, каде стартапи како Airalo и Holafly нудат поевтини решенија за патници, а дури и компании како Revolut и NordVPN навлегуваат на пазарот. Пазарот на патни eSIM пакети може да порасне од 1,3 на 4,4 милиарди долари до 2030 година. За корисниците ова значи пониски цени и поголема флексибилност, додека традиционалните оператори се соочуваат со сериозна конкуренција. Од 2019 година, астрономите се соочуваат со мистериозни феномени, огромни кружни структури видливи само во радиоспектарот, наречени необични радиокругови. Еден од нив, Орцио 356, 4216, сега е детално проучен од тим германски научници со помош на радиотелескопите Аскап и Миркат. Овој објект се состои од два симетрични прстени со диаметар од 2,18 милиони светлосни години и магнетно поле што го следи нивниот облик. Во неговиот центар се наоѓа галаксија, што укажува на можно потекло поврзано со активност на супермасивна црна дупка, судир на галаксии или интензивно формирање ѕвезди. Научниците предпоставуваат дека се работи за ударен бран, остатоци од мината ген активност. Истражувањето е објавено на платформата Архив и се уште чека официјална рецензија.